Последниве години дигиталните технологии целосно го трансформираат начинот на патување. Резервацијата на сместување, превоз и туристички услуги се почесто се одвива преку мобилни апликации и онлайн платформи, со што граѓаните се почесто ги заобиколуваат туристичките агенции. Наместо традиционалното планирање, корисниците денес со неколку клика можат да резервираат хотел, апартман или приватно сместување, како и авионски билети, автобуски превоз, влезници во музеи или рентакар услуга. Апликациите нудат споредба на цени, кориснички оценки и флексибилни опции, што значително го улеснува процесот на одлучување. Но ваквите резервации бараат внимание и информираност во смисла на заштита на дигитални измами при споделување на личните податоци и платежни картички. Туристичките работници велат овој тренд носи големи предизвици и за агенциите, но и ризици за патниците. Последно време агенциите се соочуваат со голем проблем. Тоа може да се каже како нелојална конкуренција, не само од интернет страните, него и од интернет страниците кои нудат секакви услуги, но и од многу други фактори. Има голем дел на луѓе кои што, како што кажавте, се одлучуваат сами да букираат, сами да патуваат. Меѓутоа има голем број на луѓе кои што сепак остануваат верни на агенциите, веруваат во нив, затоа што кога одите преку агенцијата гарантира се. Трендот на дигитални резервации е изразен кај помладите генерации, но се повеќе го прифаќаат и повозрастните граѓани. Дигитализацијата носи удобност, заштита на време и поголема контрола врз патувањето, но истовремено отвара и прашања за сигурноста. Патниците кои резервирале често се соочуваат со откажани летови, сместување и слично, па повторно бараат помош од агенциите. За се што ќе се случи 24/7 поддршка имаат туристите. Имам осигурање, ние плаќаме годишни лиценци за осигурање, а кога одат сами, се сами на себе и доколку нешто се случи, нема каде да се обратат. Многу често сме сведоци на откажани летови, на откажани сместувањички капацитети кои ќе пристигна некаде, гостите поттаму ни се најуваат, бараат помош. Значи, се надеваме дека тоа полека ќе биде во еден пат, затоа што се покажа во изминатите години дека најсигурно патување и најдобро патување преку туристичките агенции. Со развојот на технологијата се очекува овие платформи да станат уште понапредни, со персонализирани препораки и автоматизирани услуги, што дополнително ќе го менува туристичкиот сектор и навиките на патниците. Предлог законот за заштита од пушење ќе се разгледува на владината седница закажана за вторник, а веднаш потоа ќе биде доставен во собранието. Министерот за здравство Азир Али очекува дека за најмногу месец и пол законот ќе биде усвоен. Законот првично беше најавено дека ќе почне да се применува од 1 март, но беше одложен поради реакции и забелешки од угостителите и тутунската индустрија. Главните новини што ги носат измените во предлог законот во доменот на угостителството се наместо првичната верзија за отворени 3 страни на терасите, пушењето ќе биде дозволено на тераси кои имаат 2 отворени страни. Ова е големо олеснување за угостителите кои реагираат дека не можат да го исполнат претходниот услов. Дополнително, доколку терасата има кров што се отвора, тоа ќе се смета за отворена површина. Најголемиот инфраструктурен зафат за газдите на угостителските објекти ќе биде обезбедување посебен влез кој е физички одвоен од пушачкиот дел. Целта е непушачите да не минуваат низ чат за да влезат во објектот. Министерот Алио е оптимист дека со мерките содржани во Законот за заштита од пушење, бројот на пушачи во Македонија за 2 години ќе се преполови од сегашните 45 на 20%. Расте бројот на пациенти со кардиоваскуларни заболувања. Инфаркти, висок крвен притисок, аритми и кардиомиопатии се најчестите болести кај пациентите во специјалната болница за кардиологија во Охрид. Загрижува фактот што старосната граница се спушта. Најмладите пациенти со миокарден инфаркт имаат само 25 до 35 години. Она што е многу важно да се нагласи, да се потенцира и што представува се поголема грижа е тоа што имаме поместување на старосната граница, така што се
повеќе сме сведоци секојдневно, посебно ние во нашата установа, се поголем е бројот на пациенти кај кои што детектираме кардиоваскуларно и тоа акутно кардиоваскуларно засегање, веќе и во третата, четвртата и петтата деценија од нивниот живот. Ети најмладите пациенти со акутно срцево засегање, односно миокарден инфаркт, се некаде меѓу 25-та, 28-та до 30-та година. Срцевите болести не доаѓаат преку ноќ, тие се резултат на лошите животни навики. Како главни причини за порастот лекарите ги посочуваат пушењето, брзиот начин на живот и хроничниот стрес. Се повеќе сме сведоци на брз начин на живот, на брза храна, значи на лоша храна и на променет стил на живот, така што дебелината и тоа како исто представува значаен ризик фактор. Кардиолозите апелираат превенцијата мора да започне на време, особено кај младата популација. Клучни препораки се редовни прегледи и здрав начин на живот. На едно 4-члено семејство во март оваа година му биле потребни 67.818 денари или за 436 денари повеќе од претходниот месец за остварување на основните потреби за живот, покажуваат податоците од синдикалната минимална кошница што ја изработува Сојузот на синдикати на Македонија. Според Сојузот на синдикати, со изнајмен стан од 60 квадратни метри, основните трошоци за 4-члено семејство за март изнесуваат 83.193 денари. Зголемувањето на вредноста на синдикалната минимална кошница за трите месеци, јануари, февруари и март од оваа година, изнесува 2.326 денари, посочуваат од синдикатите. Овие бројки покажуваат дека трошоците за живот продолжуваат да растат побрзо од чувството дека платите можат да ги стигнат. Холандската поетеса Анеке Брасинга е добитничка на златниот венец на Аструшките вечери на поезијата за 2026 година, соопшти денеска директорот Никола Кукунеш на пресконференција во Ману. Голема чест и големо изненадување е за мене што управниот одбор на Аструшките вечери на поезијата ми го додели златниот венец. Длабоко сум трогната од ова високо признание, уште повеќе што сум првата холандска поетеса на која ја доделена оваа награда. Тоа ми дава чувство како со овој венец да ја одликува на целата холандска поезија и од минатото и од сегашноста. Особено ме исполнува со радост и благодарност сознанието дека дел од мојата поезија се преведува и ќе биде објавена на македонски јазик. И конечно, ќе ми биде големо задоволство да го посетам Охрид и споменикот и музеот посветени на писателот Аден Доларт. Тој живеел во едно село недалеку од моето родно место во шумите Велуве во источна Холандија. Токму тој на холандските читатели им го откри прекрасниот свет на Македонија, а јас уште од детството бев една од тие читатели, вели Брасинга во изјавата пренесена од Струшките вечери на поезијата. Финска 9-та година поред се наоѓа на врвот на ранг листата на најсреќни земји во светот. На дното на листата повторно е Авганистан. Македонија е на 82-ро место од вкупно 147 земји. Втора земја на листата е Исланд, пошто следуваат Данска, Костарика и Шведска. Од земјите во регионот најдобро пласирано е Косово, кое се наоѓа на 16-тото место, следено од Словенија на 18-тата позиција и Србија на 30-тото место. Босна и Херцеговина е 47-ма, Црна Гора 60-та, а зад Македонија се Бугарија, Грција и Албанија. Извештајот се објавува секоја година околу 20 март, меѓународниот ден на среќата востановен од Обединетите нации, и ги рангира земјите според тоа како граѓаните го оценуваат својот живот. Податоците се базирани главно на светската анкета на Галуп, а во анализата влегуваат фактори како социјална поддршка, економски перформанси на земјата, очекуван здрав животен век, слобода на избор, дарежливост и перцепција за корупцијата. Според резултатите, задоволството од животот кај младите под 25 години значително опаднало во изминатата деценија. Извештајот истакнува дека прекумерната употреба на социјалните мрежи е поврзана со намалена благосостојба на младите луѓе, особено кај тинеџерките во Западна Европа. Извештајот го изработуваат Истражувачкиот центар за благосостојба при Универзитетот Оксфорд, Галуп и Обединетите нации. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со повремени слаби врнежи од дожд. Максималната дневна температура се искачи до 8 степени.
Утре во Охрид времето ќе биде претежно облачно со повремени сончеви периоди. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Утринската температура од 1 степен, а максималната дневна до 11 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -3 до максимални 16 степени. Следува период на променливо облачно време со умерен повремено засилен ветер претежно од северен правец, освен во понеделник кога ќе има услови за слаби врнежи од дожд.